Демократската унија за интеграција реагираше на зголемувањето на цените на нафтените деривати, оценувајќи ја состојбата како алармантна за семејните буџети и бараат итни мерки од владата за заштита на граѓаните и економијата. Според нивната анализа, недействувањето на владата ги чини граѓаните и бизнисите околу 685.000 евра дневно, додека семејствата во Тетово, Гостивар и Куманово плаќаат до 650 евра повеќе годишно како последица на поскапувањето. Vetëm gjatë 2 javëve të fundit, qytetarët kanë paguar mbi 10 milionë euro më shumë për derivate të naftës. Rritja e çmimeve prej 21 denar për litër ka goditur drejt për drejt qytetarët që udhëtojnë drejt Shkupit. Qytetarët e Tetovës rreth 600 euro më shumë në vit për qytetar, qytetarët e Gostivarit rreth 780 euro më shumë në vit për qytetar dhe qytetarët e Kumanovës rreth 579 euro më shumë në vit për qytetarë. Со критики кон владата излезе и опозицијската СДСМ, која посочи дека и покрај најавите на премиерот за намалување на цените на горивата, тие се зголемиле за 7 денари. Социјалдемократите предупредуваат дека ова поскапување ќе предизвика нов бран на раст на цените на храната, основните производи и електричната енергија. Само за една недела граѓаните платеа дополнителни 3 милиони евра. Со новото покачување таа сума ќе достигне 4,5 милиони евра неделно, што е директен удар врз семејните буџети и економијата. СДСМ подготви пакет законски решенија кои ќе ги достави во собранието. Намалување на ДДВ за горивата од 18 на 5%, намалување на акцизата за 4 денари, 0% ДДВ за основните прехранбени производи, преполување на цените за патарините. На прашањето за оваа тема вчера од владата изјавија дека активно ја следа состојбата со цените на горивата и дека во наредниот период меѓу опциите што се разгледуваат е и намалување на ДДВ од 18 на 10% со цел заштита на животниот стандард на граѓаните.